Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. На задоволително ниво интересот за имунизација без закажување термин во здравствениот дом во Тетово. Повеќе оделенија во гостиварската општа болница Периодов ќе бидат снабдени со нова апаратура за посовремени услуги за пациентите. Гран при награда за триото кладенец во рамките на Кут Кирил Печиновиќ Теарце на фестивалот Пеце Атанасовски. Во вакциналниот пункт при здравствениот дом во Тетово интересот за имунизација без закажување термин е на задоволително ниво. Истовремено се одвива и теренската вакцинација која што треба да опфати повеќе рурални општини. Граѓаните заинтересирани за имунизација против COVID-19 од пред 2 дена може да примат вакцина без закажување термин. Интересот за вакцинирање во вакциналниот пункт при здравствениот дом во Тетово е на задоволително ниво, откако уште во понеделникот за вакцинација дошле поголем број граѓани. Од здравствениот дом порачуваат дека има доволно вакцини. Моментално имунизацијата се спроведува со вакцините на Синовак, а истовремено во овој вакцинален пункт се одвива и ревакцинацијата на граѓаните кои што пред 3 месеци ја примиле вакцината на AstraZeneca. Вакцинацијата без закажан термин започна во понеделник на 12. Заинтересираност има. Пунктот за вакцинација без закажан термин работи во 2 смени, значи од 7:30 до 19:30. Во исто време во салата за масовна вакцинација оди ревакцинација на претходно вакцинираните, додека вакцинираните со AstraZeneca лица над 60 години кои се вакцинирани во здравствениот дом, тука се ревакцинираат. Има доволно вакцини, значи тука имаме залихи, бидејќи Тетово се смета за регионален центар и помалите околни населени места и градови земаат вакцини од здравствениот дом Тетово. Инаку вчера во Тетовскиот регион започна теренската вакцинација на населението. Со теренската имунизација вчера беше опфатена околината на Желино, а денеска продолжува во пределот на Вратница. Повеќе оделенија во гостиварската општа болница Периодов ќе бидат снабдени со нова апаратура за посовремени услуги за пациентите. Обезбедени се нови ехоапарати, респиратори, разна опрема за хирургија и друго. Во општата болница доктор Ферид Мурад во Гостивар се прават напори за модернизирање на услугите за пациентите. Повеќе одделенија Периодов ќе бидат снабдени со нова современа апаратура и опрема, обезбедени преку проекти и донации. Значи, во моментов во болницата ни се доставени ехоапарат во вредност од околу 50.000 евра, кој е софистициран, модерен, значи ќе биде инсталиран најверојатно кон крајот на неделата ќе дојдат значи техничарите за да го инсталираат. Со него добивме и 2 респиратори за нашите потреби. Исто така во петок пристигнати и апаратот, така значи промовираниот уште пред неколку месеци дигиталниот рентген апарат, донација од јапонската амбасада и јапонската влада. Болничката управа работи на подобрување на условите и во операционите сали, за каде се набавуваат нови инструменти и опрема за хируршките тимови. Подновување ќе има и во одделот за уво, грло, нос. Имаме, значи во тек имаме сега снабдување на операционата сала со васкуларни значи инструменти. Со доаѓањето на новите специјализанти или специјалисти од дерматовенерологијата тие направија барање, покренети се постапките за снабдување со апаратура за нивни потреби, така што ќе се зголеми и капацитетот и можноста за пружење на дерматовенеролошките интервенции. Исто така, значи, го снабдуваме во теке, завршена е постапката, чекаме само достава на апаратурата и во ОРЛ оделението, почнувајќи од ехо на синуси, стробоскопи и така натаму, затоа што таму има веќе нови специјалисти и тие се, значи, барања нивни, а со сето тоа, значи, кој е поднесол барање, тоа е доставено од кај нас, обработено и
Постапките се завршени, така што во скоро време и таму ќе биде ставена со апаратура за поусавршени интервенции во смисол на орална интервенции. Периодов актуелни се и постапките за испраќање на лекари на специјализација. Се работи за десетина доктори, на чие место пак ќе се отворат огласи за ангажирање на нов кадар. Како што појаснуваат од гостиварската болница, специјализациите минатата година поради пандемијата биле прекинати, но сега тој процес повторно е овозможен. Установата исто така предвидува вработување и на немедицински персонал. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција рече дека се размислува за евентуално воведување рестрикции од наесен за невакцинираните граѓани. Продолжуваме понатаму интензивно да работиме и на терен и да апелираме и со кампањата да ги повикуваме граѓаните да се вакцинираат. Тоа е единствен начин да се спасиме од евентуално нов бран и размислуваме за тоа како ќе и можеме да функционираме во есенските месеци. Првичните анализи покажуваат дека прилично висок процент на здравствените работници веќе се вакцинирани, некаде над 85%. Ги чекаме анализите од вработените во училиштата, наставниот кадар и во делот на градинките, за да може да се има некаква предвидливост и евентуално дополнителни апели доколку опфатот не е доволно голем, за да можат и училиштата и градинките на есен да почнат да работат нормално. А овие недели кои што се пред нас, ќе размислуваме да согласно тој опфат, евентуално некаква форма на рестрикција, почнувајќи од есенските месеци, од септември натаму, воведено во смисла да вакциналниот сертификат биде неопходен да се влезе на некој масовен настан, кога има настан на затворено и така натаму, меѓутоа да видиме како ќе се одвиваат сега работите. Искрено се надевам дека опфатот со вакцинација ќе се зголеми. Гран при награда за триото кладенец во рамките на Кут Кирил Пејчиновиќ од ТРЦ на фестивалот Пеце Атанасовски. После повеќе од година пауза, момците од кладенец ги пренесоа вистинските емоции на настапот и за тоа беа соодветно наградени. 2 и 3 јули се одржава 47-то издание на фестивалот Пеце Атанасовски во Долнени. На тој фестивал учествувавме со триото кладенец во склоп на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од ТРЦ. Имаше околу точно 320 учесници на фестивалот, каде што триото кладенец со културно-уметничкото друштво освои гран при првата награда на фестивалот. Ние на овој фестивал учествуваме веќе 7-8 години поред. Можам слободно да кажем дека еден од најавтентичните фестивали за изворното пење, традиционалните инструменти и народната носија. Честа и гордоста е голема да се освои првото место гран при наградата, затоа што стварно имаше доста голема конкуренција, доста евидентни пренесители на традицијата, на изворното пење, изворните инструменти, изворните ора. Бевме воодушевени самите од настапот, публиката беше бројна, како да речем, со оглед на мерките кои што беа поставени за тој фестивал. Самата емоција, самите чувства беа пренесени токму, можам да кажем и минатата година каде што бевме неактивни, придонесе да се соживиме со тоа што го направивме и сметам дека луѓето го сакаат и го почитуваат тоа што ние го направивме таму на тој фестивал. Имавме во подготовка со културно-уметничкото друштво Лазарски обред од село ТРЦ, кој што беше промовиран во ТРЦ и фестивалот на Пеце Атанасовски. Секако имаме некои други активности кои што се уште не се објавени, не се излезени во јавноста. Се надевам дека во најскоро време ќе бидат објавени. Во брза иднина, триото кладенец на 25 август планира да направи самостоен концерт во Лешок, во манастирот, на сцената каде што се изведува Лешочки фолкфест. Потоа на 28-27 вечерта повторно настапуваме на Лешочкиот фолкфест, каде што секоја година настапуваме на тој. Во најблизок период тие активности не се. Организаторите на традиционалната културна манифестација Галичка свадба денеска на пресконференција ја представија програмата на настанот и годинешните галички младенци. Јули бил месец на солзи радосници во Галични. Зурлите и топаните
ги чекале свадбите и свадбарите. И така со векови. Оваа традиција е сочувана и стана наше драгоцено, нематеријално културно наследство. Министерството за култура, како и досега, останува силен поддржувач и промотор на оваа манифестација, која го чува и збогатува, како што реков, нашиот надалеку препознатлив македонски фолклор. Програмата на годинешнава галичка свадба, која и овој пат изобилува со најразлични забавни и музички содржини, прилагодени за сите генерации, започнува во петок на 16 јули со настапот на групите Тоа е тоа, Љубојна и Бендов. Официјалниот дел на галичката свадба започнува на 17 јули во сабота во 19:30 часот со хитење и редење на бајракот и фрлање на три пушки. Венчавката ќе се одржи наредниот дел на 18 јули во црквата Свети апостоли Петар и Павле, а церемонијата ќе заврши со испраќање на тајфата мајовци и посакување здраво живо видување в година. Една порака до сите галичани, посетители на Галичник и до вас, медиумите, заради непречено и безбедно одржување на галичка свадба. Неопходно е да воведеме куќен ред, правила во однос на одлагање отпад и сообраќај. Апелираме до сите учесници, посетители и галичани да се придржуваат до овие правила и да ни помогнат во непречено и безпрекорно организирање на настанот. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на вчерашниот ден на 2 лица од Тетово и 9 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштита на лицето. Вчера вечер околу 23 часот и 45 минути на улица Питарница во Гостивар, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 34 и 38 годишник од Гостивар, затоа што во нивна непосредна близина им била пронајдена марихуана. Се расчистува и документира случајот и ќе следуваат соодветни поднесоци. Полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар вчера околу 9 часот и 40 минути во Гостиварско Ѓурѓевиште лишиле од слобода 31 годишен жител на ова село, поради сомнение за негова инволвираност во 2 кражби на патнички моторни возила. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе биде изготвен поднесок. Ноќеска околу 3 часот и 10 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 56 годишен жител на Тетовско село, кој бил пријавен дека околу 19 часот се обидел да изврши облјуба на 30 годишна соседка. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 19 часот во полициската станица Гостивар е повикан 34 годишник, бидејќи во 15 часот и 30 минути во СВР Тетово неговата 39 годишна невенчана сопруга од Гостивар пријавила дека физички ја нападнал. Се расчистува случајот и на пријавениот ќе му биде изготвен поднесок. Вчера пак во 9 часот 60 годишникот Тетовски Лисец пријавил дека 15 на минути пред тоа во аптека на улица Киро Ристевски Дрнц во Тетово бил физички нападнат од 65 годишникот Тетово. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 23 часот 22 годишникот Гостиварска Лакавица во СВР Тетово пријавил дека на кеот на Вардар во Гостивар бил каснат од куче скитник. 55 кривични дела од областа на недозволена трговија со наркотични дроги се регистрирани во првите 6 месеци од годинава, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово.
Во првите 6 месеци од оваа година, секторот за внатрешни работи Тетово евидентира вкупно 55 кривични дела, 27 во Тетово и 28 во Гостивар од областа на недозволена трговија со наркотични дроги, или 13 повеќе во споредба со истиот период лани, кои целосно се расчистени и заокружени со 50 кривични пријави против 72 сторители. Откривачката функција во овој период е зголемена за 24%. Најголемиот број од кривичните дела 50 биле неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, а 5 овозможување на употреба на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Во периодот за кој станува збор на подрачјето на СВР Тетово, пронајдени од земени се различни видови наркотични средства, најмногу марихуана и кокаин, но и екстази, хероин и друго. Во изминатите 6 месеци од годинава биле изготвени и 30 барања за поведување на прекршочна постапка, 27 во Тетово и 3 во Гостивар против 39 сторители, 34 во Тетово и 5 во Гостивар за сторени исто толку прекршоци, пред се поврзани со уживање на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Фудбалскиот клуб Шкендија доживеа дебакал на гостувањето кај Мура во квалификациите од Лигата на шампионите. Шкендија изгуби со 5:0. Шкендија доживеа дебакал на гостувањето кај Мура откако загуби со 5:0 во реванш над преварот од првото квалификацијско коло во Лигата на шампионите. Домаќините дојдоа до водство во 25-та минута со голот на Лука Бобичанец. Кривак со 2 жолти картони за само 3 минути од 39-та до 42-та минута ги стави своите соиграчи во дополнителни проблеми, а во судиското продолжение од првиот дел домаќините дојдоа до водство и од 2:0 со вториот гол на Бобичанец. Во второто полувреме Клепац во 55-та и Кус во 64-та минута ја продолжи агонијата на шампионот на Македонија, додека Клепац со својот втор гол во 87-та минута ги постави конечните 5:0. За подсетување, Шкендија загуби на првиот меч кој се играше во Скопје со 0:1 и со вкупни 0:5 го заврши настапот во годинешното издание од Лигата на шампионите. Македонскиот шампион ќе продолжи во конференциската лига на УЕФА, каде што ќе игра против летонската Рига. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!